Ешерихија коли е изолирана од дишните патишта, но не значи дека е причинител таа на сепсата. Значи, од микробиолошките анализи кои се направени кај детето, земен е аспират од дишните патишта и земени се во 2 наврата испитува крв за хемокултура. Сме добиле само изолат од дишните патишта Ешерихија коли, додека двете хемокултури, земени во различен временски период, останаа стерилни, односно немавме изолација на бактерија. Во основа раната сепса неонатална, значи симптомите кога се јавуваат третиот до четвртиот ден, причина за инфекцијата е најчесто за време на раѓањето, односно или од родилните патишта кај мајката, или предвремено прснат водењак, па асцендентно ширење на инфекцијата. Значи, ако зборуваме за причина од надворешни, од манипулацијата со детето од персоналот, во тој случај зборуваме за касна неонатална сепса, која обично се манифестира 7-миот ден после раѓање. Значи, тоа е она што е познато како да речам правило во раната и во и касната неонатална сепса. Ние во овој случај не сме изолирале причинител, односно во хемокултурата не сме изолирале причинител, меѓутоа клиничката слика кај детето, раните симптоми на брзо влошување укажуваат на генерализирана инфекција. Освен тоа, прокалцитонинот кој е ран маркер на сепса кај новородено е многу висок и сето тоа укажува на рана неонатална сепса.